Доста силноќе во Штип се одржа состанок на представниците на баречките клубови од Македонија, на кој се искристализира поедовните основи за унапредување на баречкиот спорт преку организирање на екипен шампионат. Години наназад екипното првенство на Македонија се базираше на турнирски карактер, што се покажа како вистинско промашување со многу лоши организации, проследени со инцидентни ситуации и немили настани и всушност представуваше грда слика на можеби најтрофејниот спорт во Република Македонија. За таа цел на синоќешниот состанок беше извршена ждрепка за новото екипно првенство во борење, во кое сепак има две варијанти. По првата варијанта би се надпреварувале 4 екипи и тоа Балканец, Бучим, Спартак и Лирија со одржување на 6 првенствени кола. Втората варијанта е екипен шампионат со плюс екипата на Чаир со организирање на 10 првенствени кола. Ова од едноставна причина заради исполнување на критериумите за учество, а тоа се сала со трибини, дигитална вага, семафор, македонско знаме и бодовни показатели, како и рекламно пано на евентуалниот спонзор на лигата во борење. Во зависност од условите кои клубовите ќе ги исполнуваат, така ќе се организира и шампионатот. По првата варијанта со учество на 4 екипи, распоредот на надпреварите е следниот. Во првото коло ќе се сретнат Спартак Балканец и Бучим Лирија. Во второто коло Балканец Лирија, Спартак Бучим. Во третото коло Бучим Балканец и Лирија Спартак. По втората варијанта со екипно првенство од 5 екипи, распоредот по ждрепката е следниот. Прво коло Чаир Лирија, Балканец Спарта, Слободен Бучим. Во второто коло Лирија Балканец и Бучим Чаир, слободна екипата на Спартак. Во третото коло ќе се сретат Балканец Бучим, Спартак Лирија, слободна екипата на Чаир. Во четвртото коло Бучим Спартак и Чаир Балканец, слободна екипата на Лирија, и во последното петто коло Спартак Чаир и Лирија Бучим, а слободен ќе биде тимот на Балканец. На состанокот за комесар за надпревари и делегирање беше избран поранешниот боречки ас Томе Коцев со седиште во Штип, како и раководно тело составено од 5 члена. Беше заклучено исто така и обавезно учество во првенството на кадетски екипи со борци во 7 категории кои ќе се надпреваруваат по истиот распоред како и сениорските екипи.